Право, бе. Еме, немат криво лево. Право е? Право. Денеска малце поинаква тема разговараме за YouTube сценава во Македонија. Тоест, сценава кај што јас ја стартував мојава животна мисија. Поради мојот најомилен јутубер, што се зове Гоце GP Цветковски, што кажав јас во претходно видео, дека тој е најакиот јутубер, едно име на средина, значи имаше едно име на средина што ја означи усвари YouTube сценава во Република Македонија. А тоа е ГП или GP. Онај што викаат онај джибери што викаат, го знаеш джибери, а не тој онај други, онај што има по HD камера, е тој. Тоа дете е буквално најголемиот инфлуенсер во Македонија моментално. Алал да му е нема што да ти кажам. И што ми е муабет? Муабетов ми е во следно. Ми стига многу нотификации на YouTube и некој дечина сега ме нашле, разбираш, и сите нешто пише драма на YouTube, сите нешто. Си рекол, брате, шо е работава? И усвари сватив, мислам, потпосле ми текна дека усвари драмава ја прави детево што е број 1, тоест што работи многу за да успее и сето тоа е објаснато во овие неколку речени. Низ негови facial expressions, значи низ негова харизма што ја носи на видеа. Не можеш едноставно на човеков да не му вервиш дека приказкава што ја кажи, видео што го гледав трае 30 минути. Значи детево го гледам четврто видео што го отварам. Едно имаше нешто на 100.000 субскрајбери. Тоа заборев да ви кажам. Значи детево има 100 изгора, не можам ни да видам оноде. 150.000 субскрајбери во Република Македонија, Значи тоа е појак од било која албанска партија во Македонија, Значи тоа е појак од имат вие тие 150.000 луѓе што секој ден го гледат, секој ден го слушат. Реков не снимам, ќе искршев камера на жими се. Реков не снимам, а таман влегов во филм. Човечево, усвари татко му или мајка му, не знам татко му или мајка му, го снима цело време. Ова HD што го гледаме во негови видеа, е усвари произведено татко му мајка му. Сети вакво понашање од дете, разбираш? Ваква енергија од човече, од не знам колку години, 18-19 годишно дете. Гледаш и ти автоматски бате него му вервиш. Разбираш? Автоматски му вервиш на детево заради тоа што детево те терат да му вервиш. Низ видео кажувате како некој го напаѓа него, а е некако 100% уверен, значи 100% е уверен во она што го кажувате. И го види дете или било кој, значи овие 99% од сите што ја знаат ова фркава сега што му се дешава на децава на YouTube, имат 99% се фанови со него. И што сакаш ти, бе човече? Детеве, во животот 500 пати ќе те заебат, бе, бате моје, за пари. Слушаш? Слушај ме сега убо, слушај ме дете, слушај ме бате моје. Слушај ме лично дете, слушај ме батко, слушај. Во животот, за финансиски средства, за материјални добра, ќе те заебе многу пати. Милиони пати, разбираш? Милиони пати. И ова сега тебе што ти го направиле, тоа треба, значи јас те вервам 100%. 150.000 луѓе што те гледаат, тука се сигурно 75.000 женски, значи до тие 75.000 женски ти можеш да ги наредиш вака по улица и да му речеш ова ја, разбираш? Такван Бог кој ќе имаш ти, немој да очекуваш ништо друго освен вакви сплетки што ќе ти ги прават блиски, како што си ги кревал таму, си му кревал акаунтите, што сум сигурен дека е така. Сигурно му ги кревал човеков
А каун ти, јас сега почнав да се обратам кон него да му се обратам. Ама буквално него му се обратам, бате. Значи во животот можеш да се обратиш само кај твоја мајка, што ти снимат видеа, и на никого друг. Толку. И таа што ќе одбериш, како што ти кажав преги од тие 75, таа што ќе ја одбериш, нити неја. Разбираш? Тоа сега ти го кажам. Во секој случај децава имаат проблеми детски, да, детски проблеми, има децава детски, на некој на некоја поголема бранова должина, значи до нормалниве проблеми, заради тоа што сега све интернетите ги гледаме со фаци, сите објавуваат нешто, сите прават, а тоа го прават децава млади, пример јас кој 7 годишен јутубер. 7 годишњаци сме најмалце во јутуберство, во море најмалце сме 7 годишњаци. Дека имат во Македонија 150.000 сабскрајбери, си помислив дека е можно да прам јас ова што прам. Ако го гледа видеото негово пред не знам колку време, од ова дете со 100.000 луѓе под не, колку беса, што е јак. Си реков, бате, ова е мојата сцена. Така? Сајте субскрајбој, во иднина може да ќе коментирам малце појќе за оваа проблематика што се дешава, сега не за, значи не е мој да мисли дека јас ќе зазивам срада, јас ве разбирам скроз што ви се филмовиве и сакајте се море, бави парите море. Кој пари море? Сакајте се море, бави парите. Туе пари.